Во изминатиот период сите статистики покажуваат дека потрошувачката на алкохол и на прости шеќери, како и на конзервирана храна е драстично зголемена. Тоа се фактори кои што дополнително го оптоваруваат нашиот црн дроб, а го оптоварува и масната храна, како и зголемената, како и прејадувањето. Тоа се фактори кои што едноставно го тераат да работи повеќе и заедно со алкохолот кој што е отров за црниот дроб придонесуваат да дојде до проблеми од тип на замастување на црниот дроб, при што тој ќе загуби својата прочистителна функција или нема да биде во добра кондиција. Тоа е сериозен ризик за сите процеси во организмот. Неслучајно ја споменавме пред тоа артичоката како еден од важните фактори за намалување на нивоа на холестерол и триглицериди. Таа е и важен фактор за забрзување на регенерацијата на црниот дроб, а во оваа насока може да си помогнеме и со други антиоксиданти од тип на силимарин, од тип на витамин Е, значи познати во народната медицина и воопшто меѓу луѓето, кои што би требало да ни помогнат во овој период заедно, повторно ќе повторам, заедно со правилната исхрана, со намалување на внес на токсини, пред се мислам прекин на пушењето цигари и намалување на внесот на алкохол на најниско можно ниво до максимум 100 до 200 милилитри црвено вино, кое што е, да речам, корисно во тие мали количини на ден. Се што е над тоа не ни треба, значи мора да го штитиме и својот црн дроб преку соодветно однесување, а ако сакаме да си помогнеме и на друг начин, тука имаме и веќе споменати природни компоненти од тип на силимарин, артишока, витамин Е и други антиоксиданси кои што ќе помогнат тој да се регенерира побрзо и повторно да се врати во состојба да ги врши своите прочистителни функции во организмот.